Карфиолот се смета за еден од најздравите зеленчуци, кои може да се најдат на пазарите, а за тоа постојат ни за добри причини. Карфиолот е дел од истото семејство растенија, со брокулата, зелката, прокелот и други поретки билки. Па токму затоа и неговото производство е слично како она на зелката. Карфиолот може секој да го произведе ако е заинтересиран, што значи како зелката, е врст исти начин со зелката. Значи се негде овај карфиолот се негде околу декември месец и направи за 3 месеци што го прави во фолија. Карфиолот на градските пазари сега излегува како млад, а граѓаните може да разликуваат свеж и устојан, а Чичко Раден ни кажува како најлесно да ги познаваме. Во овој момент нема стар, затоа што стариот мина у ноември мине стариот. Значи сега што се продава е нов карфиол, само може да има стојан и нестојан. Значи жолтиот карфиол што е. Значи тај не е бран од вчера, него пред неколку дена е бран, значи жолт. А овој белиот е од вчера. Благодарение на се поголемиот број научно засновани податоци за здравствени бенефити од овој вид зеленчуци, нивната употреба за среќа повторно е во мода. Има младите посебно го се интересираат многу. Која е цената? Цената 130 денари килограм. Кога зборуваме за здравите придобивки од карфиолот, податоците се следни. Кај нас карфиолот најчесто се употребува во зимница, но важно е да се знае дека тој може да се употребува на многу начини. Уште поважно е дека карфиолот има многу хранливи материи. Исто така содржи и витамин С, витамин B6, B12, содржи калиум, цинк, фосфор и многу други витамини. Сепак од зеленчуци и овошки, кои се карактеристични за периодов, најбараните се продаваат по следниве цени. Марула 40 денари, млад лук 30, зелка 60, компир од 40 до 50, домат 80 до 100, краставица 80, банана 70, мандарина 70, јаболка 50 и портокал 60 денари.